Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Реномирани европски think tank организации, германски и домашни медиуми откриваат нов меѓународен скандал поврзан и со Александар Николовски, пратеник и висок партиски функционер на ВМРО-ДПМНЕ. Според објавените наводи, постои огромен коруптивен скандал со дел од представниците, односно пратениците на Парламентарното собрание на Совет на Европа и нивно политичко делување во Азербејџан. За да се квалификуваат изборите во Азербејџан како фер и демократски, дел од пратениците добивале пари, накид, скапи теписи, ноќевања во луксузни хотели во Баку, Истанбул и што ли уште не. Ова особено за пратениците кои биле дел од наблюдувачката мисија на изборите во Азербејџан во 2013 и 2015 година, како и на референдумот во 2016 година. Дел од таа мисија, а во еден наврат и шеф на таквата мисија, бил и пратеникот од редовите на ВМРО-ДПМНЕ Александар Николовски. Токму, почитувани граѓани, подпредседателот на Христијан Мицкоски бил меѓу оние кои процесите ги именувале како фер и демократски. Александар Николовски кажувал дека се е во ред, иако според реномирани меѓународни организации и институции тие биле квалификувани како нелегитимни и репресивни. Дека ова не се само обични тврдења за наводна корупција, покажува и случајот на колегата Николовски, италијанскиот пратеник Лука Волонте, кој пред неколку месеци бил осуден на 4 години затвор заради примање на мито во Азербејџан. Ова, почитувани граѓани, е огромен, тежок меѓународен скандал, каде наводно директно е вмешан Александар Николовски. Затоа Александар Николовски, подпредседателот на ВМРО-ДПМНЕ и неговата лева рака на Христијан Мицкоски, треба да излезе пред јавноста и да се произнесе и да каже негов став по сите овие тврдења. Дали поради овој скандал од страна на одредени европски организации, Николовски е наречен лидер на измамничка наблюдувачка мисија. Дали чувствува одговорност за овој нов скандал со така наречена кавијар дипломатија? Ви благодарам.